Продолжуваме со серијата Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка, овој пат со поднаслов 12 великани на македонската историја. Македонија дала многу славни личности, кои што секој на свој начин удел печат на македонската и светската историја. Тежок беше изборот да се одлучам за нив, одбрав 12 по мој вкус, нека не ми замерат гледачите ако некого не погодам според нивните вкусови, меѓутоа за вкусовите не треба да се караме. Се надевам ќе го прифатите мојот избор. Значи, одбрав 12 мина, како 12 мина богови од планината Олимп, 8 мина мажи и 4 жени, или како 12 апостоли. И на вистина, овие личности, како вистински апостоли, секој на свој начин удвија печат на македонската и светската историја, по што светот ги запамети и како такви ги чествува, ги слави. Затоа тие му припаѓаат на сиот свет, не само на македонскиот народ. За повеќето од нив кажавме и во претходните емисии понешто, овој пат понешто ќе повториме, меѓутоа ќе се задржиме на она што тие го стори и со што го задолжија светот. Почнуваме од големата мајка или Божјата мајка, наречена од македонците Ма или Мо, зависи од кој краишта и од кои извори ги добиеме сознанијата. Тоа е најстариот култ што го создадува македонците. Што представува земјата Божјата мајка? Божјата мајка ја представува земјата, ја представува жената, родилка, создателка на светот. Според најстариот мит, познат новија простори, кој екзистира веќе според сознанието околу 9 милениума, од хаосот прво е создадена земјата. Земјата е Божјата мајка, родителката, создателката на све, која што сама го роди Уран или Гуран, оној горниот, тој е прво богот. Потоа се вкрсти со него, се спои. Затоа и крстот е еден од најстарите символи на македонската земја, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во некоја друга прилика. Со нивното вкрстување настанаа и планините, реките, морињата, животните и сите луѓе на земјата. Велам, најстариот и најпочитуваниот култ. Не постои храм, не постои јавен објект, не постои куќа каде што се вршени археолошки ископување, а да не е најден артефакт кој што ја представува Божјата мајка. Пред мене е книгата Праисториските дами од Македонија, издание на Музеот на Македонија. Автор е Ирина Колиштерковска Настева со своите колеги од Музеот на Македонија. Прекрасно дело. Мислам дека имавме прилика да се запознаеме и досега со него, на која се представени 90 фигурини на Божјата мајка од разни форми и големини и сите од праисторијата. Сите од прилика постари од 6000 години. Не постои на волку мал простор толку артефакти од Божјата мајка. Никаде во свет. Овој култ се шири од Македонија и кон соседните земји, па и пошироко. Зошто е таа значајна за нас македонците и зашто ја ставаме на прво место? Според неа ние го влечеме името Македонија и македонци. Видовме во претходните емисии, древна традиција е, потврдена кај во 100 примери од древните автори, древните народи да името го добивале според кралот. Таков и случај и со македонците, кои своето име го влечат според првиот крал, некој го вела дека е Бог, Македон. Меѓутоа, покрај ова, македонците се исклучок во однос на другите народи во окружувањето, па и во Европа, тие името го влечат и според Божјата мајка. Ако го разложиме името Македонија, ќе видиме дека тоа во основа има корен маке, што произлегува од мајка, дон или дона, што значи жена, и ија, што значи земја. Читано од десно налево, како што пишували и читале древните македонци, тоа е земја на жената мајка или земјата на Божјата мајка. Потврда најдовме од каменото Розета, нема да го повторуваме, и најдовме на Google Translate, кога од енглески или било кој друг јазик направиме превод на хинду, на светот на мајката, или светот се мисли на Божјата мајка. Звучниот одговор што ќе го добиеме, секој тоа може да го провери од гледачите, е Македонија. И тоа го
видовме во претходните емисии. Втор, го по редоследот го ставив Кадмо, повеќе идев според времетрањето од прилика кога се настанет и кога живееле или кога се настаните митовите, односно легендите за овие личности, е Кадмо. Ние и за Кадмо нешто проговоривме во претходните емисии. Тој е син на финикискиот крал Агенор, значи финикиец. Веднаш се поставува прашањето каде е Финикија. Сите ние ја знаеме Финикија на Малоазискиот брег и се зборува во сите историски извори за Финикија од Мала Азија. Меѓутоа, малкумина спомнуваат или не сакаат да зборуваат, не сакаат да пишуваат за Финикија на Балканот. Традиција е потврдена кај сите древни автори, пред се кај Херодот, Страбон, кај Диодор од Сицилија и други. Племињето од Балканот дел од нив се имат преселено во Мала Азија. Така е со венетите кои таму се наречени енети, така е со бригите од Македонија кои што според Херодот по преселувањето во Мала Азија се нарекуваат фриги. Така е со личаните, овде имаме Лика, таму Ликија, овде имаме Карија или Карантанија, тоа е денешна Словенија, таму исто така Карија. Истиот случајот и со финикијците. Малкумина знаат дека градот Јанина денес во Грција во древноста се нарекувал Феникици, според финикиците. Малкумина знаат дека Кадмо, финикиецот, е основач на градот Охрид. Тој е крал на енхелиците. Енхелиците се историско племе, не се митско племе. Потврдени се во сите историски извори. Ние бевме со екипата на ТВ Сонце на Плаушник, ги снимивме и ги прикажаме во една од претходните емисии дел од мозаиците. Тоа е делот наречен Кастилница, на кој што се гледа Кадмо. Според легендата, кога умира со неговата жена Хармонија, грците велат се претвараат во змии, меѓутоа секој окригенец ќе ви каже дека тоа е јагула. Барем според она што се гледа на мозаикот од Плаушник. Тоа е и нормално. Таму ќе ги видиме Кадмо, неговата жена Хармонија, како се претвараат во јагули, нивната ќерка бремена се гледа во утробата во вид на сонце, се уште неродениот Дионис. Зашто ова го велим и зашто го кажуваме и што е значењето на Кадмо? Во историските извори тој е познат не само како основач на Охрид, него е, според Херодот, е човекот кој што отиде во Теба, ги изгради нивните тврдини и им го даде писмото на хелените. Така вели Херодот. На помош го викаме и Еврипид, кој во своето дело Бахи, стих 170, децитно кажува дека Кадмо излезе од Сидуградо, ги закрпна тврдините на Теба и им го даде писмото на хелените. Кој е тој Сидуград од кој што излезе Кадмо, отиде во Теба и им го предаде писмото на хелените. Од нив потоа писмото го земаат латините, од латините цела Европа. Зато е славата на Кадмо. Зато од тука е тој познат во целиот свет. Кој е Сидуград, ни кажува Милош Линдров во своето дело Заборавениот Кадмо, каде што тој е едно од 13 имиња со кој што се нарекува Охрид во древноста, го проношал како Сидуград или Сидонград. Еве од каде отишол Кадмо во Теба, им го предал писмото на хелените. Ние во Охрид имаме и една друга славна личност, која што на неговите брегови го загубила својот живот. Тој е Лин, учителот на Тамир и Орфеј, но и учителот на Херакле. Лин е полуостровот во близина на селото Радожда, денес во Албанија, што значи ние имаме потврда дека Охрид е центар на писменоста многу поодамна, не од 9 век, не од времето на браќата Кирил и Методи, него многу порано. И митот за Кадмо е барем 1000 години постар од данајците. Значи тој екзистира на овие простори барем 1000 години пред доаѓањето на грците на Балканскиот полуостров. На трето место го ставив Херакле. Некој велат митски крал, митска личност. Меѓутоа се ми се чини дека некој сака македонската историја да прикаже како митологија за да ги оддалечи македонците од своите корени. Херакле е првиот македонски крал, родоначалник на првата кралска династија во Македонија,
Затоа и според него целата таа кралска династија на која што припаѓаат Александар и Филип е наречена Хераклиди. Случајно или не, ние и денес во Македонија имаме град Хераклеа. Тоа е денешната Битола. Сите тоа го знаат. Од историските извори знаеме дека Херакле е син на богот Зе и на Алкмена, или Алкомена, како некој ја наречува. Ние имаме и антички и древен град Алкомена, тоа е денешниот Бучим, исто така во близината на Битола. Значи и двата града, именувани според Херакли и неговата мајка Алкомена. Значи, велиме значењето негово е поради тоа што го даде името на првата царска династија. Хераклиди. Според него таа цела династија е наречена Хераклиди, а според неговиот внук Темен, династијата се нарекува уште и Темениди. Не случајно го спомнувам ова, затоа што Макс Фасмер е на најголемите лингвисти во 20-тиот век, уште 1941 година во Берлин ќе објави книга во која што децидно лингвистички ќе го обработи терминот Темен и Темениди и на целиот свет ќе му соопшти дека има словенска јазична основа. Според местото пак каде што потекнува таа царска династија, а тоа е местото Арк, династијата се нарекува уште и Аргеади. На Балканот постојат 7 градови со името Арк. Нашите јужни соседи преферираат да кажат дека тоа е Аркот Пелопонес, сакајќи за тоа со тоа да кажат дека таа историја е нивна, таа династија е нивна. Меѓутоа, било така или не, по наше мислење, според голем дел светски научници, царската династија Аргеади потекнува од Арк, од Орестида во близината на Костурското езеро. Меѓутоа, и да не е така, и да се работи за Арк на Пелопонес, тоа е време пред доаѓањето на данајците, време кога тамо живеат пелазгите, староседелците на Балканот. Видовме дека тоа се од родот на венетите во 6 век преименувани во Словенија. Според тоа, сакали не, тие не можат да присвојат оваа историја. Таа им припаѓа на пелазгите, а во центарот на таа пелазгитска цивилизација на Балканот, видовме според сите автори, се Македонија и македонците. Тие се дел од пелазгитското семејство. Кога сме веќе кај потеклото на оваа царска династија, кај нивната етногенеза, сакам да спомнам и едно дело од Радивоје Пешич. Тоа е книгата го обвинува Молкот. Пешич е голем лингвист, професор на Миланскиот универзитет. Тој е оној човек кој што го откри Винчанското писмо и го дешифрираше, 8000 години старе, исто како и писмото од Серија кај Говорлево. Радивоје Пешич во оваа книга обработува еден документ, една теракота од Теодор Момзен, која се наоѓа во музеот во Ферм во Италија, од 1850 година е пронајдена, на која што има текст. Обработувајќи го овој текст, Тадеј Волански 1854 година ќе открие и ќе му соопшти на светот дека на таа теракота е запишано Херакло Склабенос или Херакле Словенот или Херакле Словенинот, и тој го смета за прво спомнување на словенското име воопшто. Тајде Волански е истиот човек кој што ја обелодени и глинената плочка, односно надгробната плоча на Енеја, водач од надреданците во Тројанската војна. Таа надгробна плоча е најдена во Креченте во Италија 1846 година и според него датирана е 12 век пред Христа, времето кога е одржана Тројанската војна, кога Енеја по губењето на војната со своите сонародници преку Македонија иде во Италија, се населува во централниот дел. Подоцна неговите потомци ќе го основаат градот Рим. Каков апсурд, каква иронија. Оние кои што отидоа од Македонија, ја создадоа, ја основаа, ја ги вградија темелите на Рим, подоцна дојдеа и ја уништија
Македонија во вториот век пред Христа. Интересно е на оваа плоча што Таде Волански вели дека е напишана на етруско писмо на словенски јазик. Ете кој е царската династија на која што и припаѓале Александар и Филип, сите кралеви од нивната Аргиатска, Хераклитска или Теменитска династија. Истата она, на истиот оној род на кој што и ние денеска припаѓаме, со истиот оној јазик кој што и ние денес го зборуваме. Херакле инаку познати по тоа што ги направи 12 митски подвизи, нема да ги спомнуваме, ќе спомнуваме само еден, меѓу тие 12 убиството на немејскиот лав. После тоа тој ја вади главата и ја користи како шлем. Традиција што ја продолжуваат и други македонски кралеви, па затоа на многу монети, на многу вазни ќе ја најдеме сликата, представата на македонските кралеви со лавовска глава или во лавовска глава. Меѓу нив е и Александар III Македонски. Имавме прилика да се увериме во некој слив во претходните емисии, нема сега да ги повторуваме. Баш би сакал да видам некој атински или спартански крал со лавовска глава на својата глава користена како шлем. До сега бар јас не сум видел. Да подсетам, лавот е еден од символите на древната македонска држава. Тој го представува земното сонце. Ако се разложи зборот Арслан, како што древните македонци го нарекувале сонцето, некој вела дека тоа е турцизам, меѓутоа, ако лингвистички се обработи, етимолошки, ќе видиме дека тоа е македонизам во турскиот јазик, а не турцизам во македонскиот. Ар е земја, слан во македонскиот, па и во сите словенски јазици е сонце. И легендата за Херакле е постара барем 1000 години од данајците, односно денешните грци. Понего следува Филип II Македонски, крал на Македонија, татко на уште пославниот Александар III Македонски, кралувал од 356 до 336 година пред нашата ера. Тој е најголемиот стратег, најголемиот дипломат во древноста, или најголемиот маж, како што ќе наречат некои од тогашните хроничари. Верувам, ако не завршеше пред време неговиот живот, тековите на светската историја до денес ќе беа малку поинакви. Тој не заслужниот човек за подемот на древната македонска држава. Тој направи финансиски и фискални реформи, направи воени реформи, реформираше војската, воведе нови оружја, воведе нови единици, воведе професионална војска. Ги обедини околните племиња, со што ја затврсти позиција пред походот на исток, кој што тој го планираше уште додека беше жив, кој очисти македонското крајбрежје од грчките колонисти. Значи, се направи да има една стабилна држава, за да може да тргне на исток. Да видиме што за Филип вели Пол Кутер, американски професор и експерт за политички науки, во своето дело Александар Велики од Македонија, дел наследство. Ќе цитирам. Филип II покрил многу грчки градови и држави. Пред конфликтот со грците, 16 хеленски градови и држави повремено како Обединета лига ја окупирале и ја тероризирале Македонија, исто како што тоа го правеа персијанците. Мора, вели Пол Кутер, да се нагласи дека Филип II и неговиот син Александар со организирање на Коринската лига 338 и 337 година пред нашата ера, во суштина ја формирале првата нација држава, првата грчка нација држава. Се разбира откако ги победија и ги окупираа. Ова ги прави грчките барања за полагање право врз територијата и врз името Македонија толку апсурдни, збунувачки, па дури и крајно неморални.
Го потенцирам ова заради денешната ситуација и денешниот проблем што го имаме со нашиот јужен сосед. Понатаму, што тој вели? Вели Филип го побрал националниот филозоф Аристотел и го поканил да го образува Александар. По него на историската сцена стапува најславниот македонски крал, најславниот македонски цар, како сакате, Александар III Македонски, кралувал 336 пред нашата ера до 323 година. Значи 13 години. Тој е потомок по таткова линија од Херакле, по мајкова линија од Ахил, најголемиот јунак во Тројанската војна. Потврда за ова наоѓаме не од некои македонски националисти, антиквизатори, туку директно од Плутарх, еден од најголемите древни хроничари, кој во своето дело, еден од своите животописи за Александар, глава 2, децидно ќе ги наведе овие факти за потеклото на Александар. Тој е најголемиот војсководец во историјата на човештвото. За својот живот непобеден. Затоа неговите походи, неговата стратегија, неговите маршеви, тактика на војување и до ден денес се проучуваат на најголемите светски воени академии. Пол Кутер за него вели: учен од македонскиот филозоф Аристотел, внимавајте, македонскиот филозоф го нарекува американскиот аналитичар Аристотела. Тој вели имал предност во однос на другите и затоа станал воен гений. За воените подвизи на Александар се знае многу, напишано е се многу томови, хартија нема да зборуваме, на сите нас ни се познати. Се представува како бескомпромисен убиец, често неправедно и злонамерно. Затоа денес ќе зборуваме за другата страна на неговиот лик, за кое што исто така се знае се, но помалку се зборува и помалку се пишува. Тој е првиот и последниот од големите владетели во древноста, кој што ги бичутувал тугите вери, тугите религии, тугите јазици. Тој е единствениот владетел во светот кој што на поробените народи не им го наметнал својот мајчин јазик. Познато тој дека низ целата Персијска империја, кога ја освоил, ги обновувал храмовите на поробените народи кои што персијанците ги порушија. Затоа најчесто бил пречекуван како ослободител. Во Персија познато од неговите хроничари дека почнал да носи персијска облека, почнал да ги пременува персиските обичаи, значи немал никакви предрасуди. Неговата идеја била создавање на еден универзален свет во кој што сите ќе бидат равноправни. Познат е случајот кога во Суза, персискиот град, во еден ден се склучени 10.000 бракови меѓу 10.000 македонски војници и 10.000 персијанки. Па и самиот Александар земал за жена убавата персијанка Роксана. Неговата идеја за универзален свет денес е преточена во Европската Унија, која се заснива на неговите принципи и на неговите идеи. Затоа неколку пати потенцирав дека Европа без Македонија е грда, не личи. Сметам дека со акламација треба да биде примена. Познато е дека кога тој тргнал во освојување на истокот, на своите соработници им поделил се што имал, а на прашањето што остави за себе, тој одговорил: за себе оставам надежда. Неговата идеја, неговата замисла, неговата желба била да направи едно големо дело, да ги прекине постојаните напади од исток, влегување и плечкосување на Македонија и целиот Балкан од страна на персијанците, да создаде еден свет во кој што сите ќе бидат равноправни. Познато дека тој го вовел во империјата јазикот коине, тој е јазикот на трговијата кој што важел низ Медитеранот па до далекиот исток. Јазик, како што вели Квинти Руф, еден од неговите хроничари, кој што морале да го учат и победниците
и победените. Се дома можел секој да си го зборува својот јазик, меѓутоа во администрацијата, во војската, службен јазик бил куинето. Тој е првиот есперанто јазик, мешавина од 40 тогаш познати јазици. Поради сето тоа, тој удри печат на светската историја, затоа тој му припаѓа на сиот свет. Него имаат, можат да го слават сите, само изгледа ние не можеме. И затоа се апсурдни овие барања што секојдневно ги слушаме и од нашите јужни соседи. Тоа е најопишуваната и најопевуваната личност во историјата. Не постои човек, не постои историска личност за која што повеќе е напишано, освен можеби за Исус Христос. Следен од великаните на македонската историја ќе биде Аристотел, славниот филозоф. Меѓутоа, предходно би сакал на македонската јавност, односно на гледачите на телевизија Сонце во земјата и надвор, предходно да им посочам една слика која подготвив за оваа прилика, па би молел режијата да пушти. Тоа е познатиот мозаик од Неапол. Оваа година во август месец се одржуваше изложба во Оксфорд, насловена под името Хеленска култура. Замислите хеленска култура. Александар на неја е представен во битката Каис на својот конј Букевал. Хеленска култура, а хеленска држава не постоеше. Се плаши некој да ја спомне македонската култура, македонската историја, македонската држава. На неа забележуваме сонцето на градите на Александар, меѓутоа на неговото десно рамо може да се забележи крст, бел крст. Ова е загадката која што сакам денес да загаднам, а ќе оставиме во некоја друга тема да детално ја обработиме, недостасуваат некои докази, некои камчиња од мозаикот, таа да биде склопена. Овој бел крст на рамото на Александар крие страотна тајна. Брзо ќе дојде времето кога ќе биде разоткриена и обелодената и сопштена на целиот свет. Крстот е еден од најстарите символи, тоа веќе го потенцирав неколку пати во овој серијал. Ја одбрав сега затоа што до сега немавме можност да приметиме такво нешто. За прв пат, дали од внимание, е пуштена на интернет, се симнавме од интернет. Во досегашните сите мои прилики, во повеќе книги, во повеќе изданија сум имал прилика да го видам овој мозаик, на ниедна не беше представен белиот крст. Или е прекриен со нешто, или е недобро прикажан за да не може да се примети. Не сакам да шпекулирам дали е тоа намерно или ненамерно, или случајно можеби. Меѓутоа, еве го имаме тука, симнато е директно од изложбата во Оксфорд, се гледа, загадката, се надевам брзо ќе биде откриена и демаскирана. Преоѓаме на Аристотел, најголемиот ум во древноста, најголемиот научник, најголемиот филозоф, творец на се науката. Син е на, рековме и досега, син е на Никомак, кралски лекар на македонскиот кралски двор во Пела. Дедо му е исто така кралски лекар во македонскиот кралски двор. Прадедо му исто така. Полибие, неголемиот римски историчар, 2 век пред Христа, ни соопштува дека атињаните него го нарекувале окупаторски филозоф или генерал на Александровата војска. Бил во Атина сметан за меток, што значи во денешни услови странец, дојденец. Бил обвинет исто како и Сократ за непочитување на атинските богови и штетно влијание на младината. А јас се прашувам зошто би ги почитувал атинските богови кога си имал тој свој македонски. За него Винко Прибојовиќ уште 1532 година во Венеција ќе објави книга и ќе каже дека е македонец. И тоа не само македонец, него од словенско потекло. Истото е и со Георгиј Пулевски. Нема да ги редам сите други автори во светот, ги има стотици кои што ги
изнесуваат истите овие тврдења. Меѓутоа, не можам да прескочам двојца автори. Реков веќе еднаш Пол Кутер, политички аналитичар, кој во своето дело Александар Велики од Македонија, меѓу другото за Аристотел ќе запише: тоа е македонско момче од Стагира, јас би рекол и македонски град, односно градче или село во близината на Солун, срцето на древната македонска држава. Пол Кутер натаму вели: 6 години најголемиот ум во антиката го учеше најголемиот војсководец, најголемиот воен гений. И ќе го спомнам Кени, професор од Оксфорд, мислам дека е проректор, во своето дело Историја на филозофијата, книга прва, глава 2, на страна 62, децидно ќе запише: по атињаните, по атинските филозофи Сократ и Платон, на сцена стапува македонецот Аристотел. Еве потврда кој е кој на овие древни македонски простори. Инаку Аристотел сформира своја школа, кралска школа во Миеза, мислам дека е денешен Njegуш, исто така град во срцето на древната македонска држава. Школата е наречена парапатетичка, меѓутоа според фонетските разлики П и Б, јас сметам дека е тоа берепатетичка, што би значило берепат, значи училиште во кое што учениците по завршувањето школување треба си одберат пат по кој што ќе тренат, со други зборови, науката со која што ќе се бават, или занаетот со кој што ќе се бават. Се разбирливо на денешниот македонски јазик. Следна е Клеопатра, 7 македонката. Тоа е последната египетска и би рекол последната македонска кралица. Родена 69 година, станала кралица 51 година пред нашата ера, живеела до 29 година. Исклучителна личност. Припаѓа на династијата Птоломеи, кој основаше Птоломеј први Лагов, генерал во војската на Александар и негов полубрат, чии наследници остана да владеат со Египет 300 години. Клеопатра е последната од нив. Птоломеите 300 години владеева со Египет. Меѓутоа, не само тие, во Азија селевкидите владеа исто така 300 години, која таа династија формираше Антиох Селевкид, исто така генерал во војската на Александар. Значи, целиот познат свет 300 години пред Христос го владееја македонците. Затоа се чудам кога некој ќе овој период ќе го нарече хеленистички. Неговото право му е македонски период, од проста причина хеленска држава во тоа време не постоеше. Кој тврди спротивното треба да каже на која територија се простираше таа хеленска држава, кој беше главен град или барем еден крал на таа хеленска држава. Со смртта на Клеопатра завршува и ерата на македонскиот период. Сите древни автори велат дека таа пленела не само со својата убавина. Колку со својата убавина, толку уште повеќе со својата личност, со својата харизма, со својата стаменост, одлучност, со својот дух, типично македонски. Плутрак за нејзе вели дека со сите своји поданици зборувала на нивниот мајчин јазик. Ги познавала повеќето од јазиците на своите поданици. И после 300 години, вели, таа течно го зборуваше својот мајчин јазик, а за разлика од своите претходници, кој што го слабо владеева египетскиот јазик, таа течно го говореше и египетскиот. Таа владее во најбурните времиња. Време кога е најголемиот подем на Римската империја. Таа и во тоа време успеува да се одржува. Некогаш и со интриги, некогаш и со итрини, женски итрини. Таа склучува 2 брака со двајца големи личности од римската историја. Со римскиот император Цезар, со кого има еден син, Цезарион, и Марко Антонио, еден од најголемите војсководци на Рим, кој што го држал целиот исток. Со него има 3 деца. Иако и двајцата се женети, имаат своји жени во Рим, заслепени, залудени
од убавината, но и од мудроста и духот на Клеопатра. Тие забораваат на своите семејства, но забораваат и на своите државнички должности, поради што римјаните страхотно ќе им заберат, пошто и ќе објават војна на Египет. Како завршува, тоа сите знаеме. Завршува со смрт на Антонио, римјаните го победуваат Египет. Клеопатра, кога разбира дека треба да биде носена како плен во Рим, сакајќи да го сочува своето лично достоинство како жена, како кралица, некојденството на една права македонка, таа се самоубива. Животот на Клеопатра е запишан од 45 антички историчари, од 57 хроничари, филозофи од тоа време. Запишани се голем број книги за неа и филмски дела, а најзначајно е Шекспировото дело Антонио и Клеопатра. И таа е една од најопијаните, најопишуваните личности во историјата и заслужено си го зазема местото на оваа листа. Следна на листата е Лидија од Македонија. Лидија не е некоја славна личност, не е кралица, не е богиња, таа е обична македонска жена од градот Филипи. Меѓутоа влезе во светската историја по тоа што е првата христијанка во Европа. Ова не го запишал ниеден македонски националист, туку директно е запишано во Библијата. Директно го читаме од Библијата, од Светото писмо. Нејзе ја покрстил лично светиот апостол Павле при неговата посета на Македонија 50-те години од првиот век. Влезе на оваа листа и целиот свет е запозна како храбра, стамена и одлучна жена која решително го прими христијанството како прва христијанка, рековме, во Европа. Следен на листата е Константин I. Тој е римски император. Меѓутоа е човек кој потекнува од овие предели. Роден е 285 година, император станал 306 година од новата ера, владел до 337. Србите велат дека е по потекло србин од Ниш. Меѓутоа нас добро ни е познато дека Ниш е нарекуван уште и Царицин град. Самото име Царицин град го открива подметнувањето. Царицин град не е царски град, не е град на царот, него град на царицата. Не е спорно дека неговата мајка, мајката на Константин Елена, е нишлика, родена во Ниш, и оттаму Ниш го носи името Царицин град, значи град на царицата. А Константин, повторно ќе кажам според српски извори, го најдов во делото на Божидар Митровиќ, доктор на науки, правни науки, меѓутоа голем дел од својата работа не го посветил на истражување на древната историја. Пошто живеел во Русија, од руските архиви ископал доста документи, од кои тој ни соопштува дека Константин I е роден во Скопје, поточно во околината на Скопје. Значи и тој е македонец. Да спомнам дека од 80 императори на Римската империја, дури 41 биле од територијата на древната македонска држава, поточно од Балканот. Не е прв, нити ќе биде последен Константин. Константин самиот за себе вели дека е потомок на Александар Македонски. Што е разбирливо, тој е македонец од подрачјето на Македонија. Тој кова и монети, на кој што е представен ликот на Александар Македонски на едната страна, а на другата неговиот лик од царот Константин I, на кој што се гледа на едната страна Александар, на другата самиот тој е представен. Потврда за ова наоѓаме и кај Константин VII Порфирогенит, исто така византијски император,
припаѓа на македонската династија, така наречена македонска династија. Да ги подсетам гледачите дека со Византија во 2 наврата по 200 години со Византија владеева македонски династии. Значи кралеви од подрачјето на Македонија, потомци на древните македонци. Гледајме уште целото време на Византија тие се присутни на овие простори. Во своето дело Вита Басили, Константин Порфирогенит вели дека тој е потомок на Константин I и на Александар, преку него македонски се разбира, пошто и Константин е потомок на Александар Македонски. Пошто е познат Константин I и зашто ние го ставаме на оваа листа и зашто цел свет го слави? По 2 работи. Прво, тој го пренесе седиштето на државата, престолнината, од Рим во малиот град Византион. Таму изгради нов убав град кој со по себе го нарече Константинопол. Зашто ова го стори? Очигледно е. Тука е судирот. На Балканот се одвива судирот меѓу источната и западната цивилизација. Тоа е судирот на 2 цивилизации кои што очигледно Константин не може да го поднесе и си го пренел седиштето на истокот, таму каде што припаѓа, таму каде што му е местото. Второ и најзначајно нешто, пошто тој е познат, тоа е воведувањето на христијанството како државна религија во Римската империја. Тоа го чини 313 година со Миланскиот едикт и затоа останува за секогаш запишан во светската историја. И тој е македонец од овие македонски простори од околината на Скопје. Негов директен потомок, ќе видиме понатаму, е Јустинијан, исто така император на Рим, односно подосна веќе се дели империјата на источно и западно, Јустинијан е веќе император на Византија. По него следува Јустинијан I, владел од 527 година, прво заедно со неговиот војко Јустин, а потоа продолжува сам. Видовме ние и досега дека неговото лично име е Петруш. Нашите јужни соседи латините љубат да го нарекуваат и го запишуваат како Петрус. Петрус Флавий. Меѓутоа, ние знаеме кој е наше изворно име, знаеме кој сме, си ги знаеме корените, сите емисии тоа го потврдивме. Уште еднаш ќе го повторам семејството, па не без објаснување на самите гледачи ќе им стане кој е кој. Дали е Петрус или е Петруш, како што се изговара во нашиот јазик. Неговиот татко е Исток, мајката Бигленица, тетка Лада, тетин Селимир, вујко Јустин, вујна Вукица и нивниот син Божидар. Видете кој име му прилега. Неговиот прекар е Управда. На латински Јустинијан, што доаѓа од Вистинијан, повторно наш збор. И самиот прекар Управда кажува кој е кој, на кој етнос му припаѓа и кој јазик го зборувал. Не само тој, него и сите негови поданици. Дори може во прекарот Управда да се забележи и скопскиот акцент, Управда, тој што е во правото. Впрочем, тој светот го запозна и го слави како најголемиот кодификатор на правото. 2600 закони, може би ова бројка треба да се преиспита, поприлично е голема може би за тоа време, меѓутоа во изворите така фигурира. Тој ги кодифицира во еден зборник, во еден кодекс, наречен Кодекс Јуре Цивилис. За жал, цел свет го учи како римско право, иако во времето кога тој тоа го создава, 535 година Рим веќе не постои. И тој си и обезбеди место и светска слава според ова. И тој е човек од овие простори. Сите овие записи за него и за неговото семејство произлегуваат од записот Јустинијана Вита, запис најден во една палата во Рим 1883 година и сите податоци што ги слушавте извлечени се од неа. По него доаѓа Теодора, неговата сопруга. Кратко ќе кажеме за нејзе. Влезе во светската историја како прва жена која се избори за правата на жените во тие прописи кои што ги донесе Јустинијан. Исклучителна интелектуалка, иако некои сакаат да импутираат разноразни епитети, со разни погрдни дејанија да ја обременуваат. Сепак таа е голема жена,
голема христијанка и како таква ќе биде забележена во историјата. И последен го оставивме Самуил, последниот македонски цар, кој што крена восстание, се ослободи од бугарското робство, направи своја собствена држава. Неспорно е, видовме во претходните емисии, за бугарската круна, прогласен е за бугарски цар, меѓутоа видовме во претходните емисии, докажуваме со бројни аргументи дека е тоа поради две причини. Поради тоа што тоа круна беше слободна и што поради тоа што не беше битен етничкиот момент во тоа време, не само во Македонија, него и во низ цела Европа. Тоа зеде бугарската круна, меѓутоа тој никогаш не беше бугар, нити народот беше бугари. Видовме дека бугарското име е наметнато според тематските подели на областите во Византија, го објаснивме во една од претходните емисии, нема сега да го повторуваме. Го видовме на картата од Остроговски тоа како изгледа. Бугарија е наименувана тема Македонија, а Македонија тема Бугарија. Разбирливи си причините поради кои што тоа го правила Византија. А земењето на бугарската круна не може никако да биде доказ дека македонците биле бугари или само бил бугари. И цар Душан ја земава македонската круна, се прогласи за македонски цар, па никој не тврди дека србите се македонци. Нити Отон II, никој не го прави римјанин, иако тоа ја зема римската круна. Истото го стори и Наполеон. Тоа е познато во историските извори, нема да го повторуваме. Со тоа ќе завршиме денешната емисија. Во наредната емисија ќе зборуваме на темата македонците деца на сонцето. Благодарам.